Замислата или споменувањето на специјалниот јавен обвинител асоцира на континуираното следење и коментирање на состојбите во областа на заштита на човековите права и слободи, на интегритетот и материјалните вредности на граѓаните и институциите. Исто така асоцира на состојбите во правосудството, медиумите, стопанството и слично. Повод за формирањето на специјалното јавно обвинителство беа објавените аудио снимки во проектот за вистината за Македонија, но причината за подпишувањето на договорот Пржино, кој е правен акт за формирање на специјалното јавно обвинителство, секако се обелоденетите состојби во државата, посебно состојбата во медиумите, правосудството, управата, просветата, а на се начинот за спроведување на изборите. Најголем предизвик на специјалниот јавен обвинител во праксата да докаже дека на вистина граѓаните се еднакви пред уставот и законите, а не само на хартија. Во таа насока самото поведување на предистражната или истражната постапка пред специјалното јавно обвинителство ја менува сликата која претходно постоеше. Иста работа мора подеднакво да се третира и тоа во насока специјалниот јавен обвинител со поштување на постапката по пријавите за изборните нерегуларности, сака индиректно да даде свој придонес врз легалноста на изборите кои што треба да се спроведат 2016 година. По моје мислење, потенцијалните сторители на кривичните дела ќе дојдат до заклучок дека не е исплатливо во име на некаква партиска припадност или некаква несразмерна материјална или друга корист, низ кривичен прогон да ја доведат во прашање сопствената слобода, па ќе се откажат од преземањето на било какви противправни действија. Дали имаше потреба од специјален јавен обвинител? Мислам, потребата беше очигледна и уште од порано. Али, можам да констатирам дека дозволивме да со специјално јавно обвинителство не ги решават нас проблемите кои што некој не ги наметна и некој ги створи. Практично, Македонија, која што секојаш била правна држава, која што доста држи за својот морал, интегритет, се доведовме во ситуација да со специјални мерки, специјални закони и специјални органи ги доведиме состојбите во една нормала какви што треба да бидат во една држава.